Цената за стамбен квадрат во Скопје го стигна Солун на море, европски Загреб па и соседен Белград. Нема стан во главниот град под 1200 евра за квадратен метар. Во Скопски аеродром во зависност од локацијата, цената по квадрат надминува 1500 евра, во Карпош 1700, а во центар околу 2000 евра за квадрат. Градежниците очекуваат државата конечно да го заузда ценовното лудило, зашто цените на градежниот материјал на светските пазари изминативе месеци се во постојан пат. Инвеститорите на тие објекти од година во година го зголемуваат до тој степен профитот, што квадрат стан според нас во Скопје не треба во ниеден случај да изнесува над 800 евра, а не да биде 1600 како што е во моментов. Точно дека репроматеријалите се зголемија во кризата со војната во Украина. Меѓутоа сега тие цени се паднати од една страна за нив, а за нас како граѓани да ги плаќаме од 1500 до 2000 евра квадрат е бесмислено. Пешевски оптимист дека ќе следи период на пад на цените на становите, иако никогаш квадратот во Скопје нема да се продава по цена како некогаш. Капак на се и недостатокот на градежни работници, кој за жал ги има се помалку. Онаму каде што ги има, добар дел од газдите ги држат непријавени за да можат полесно да манипулираат со работниците, но секако и со законот за градежни работи. Тоа се инвеститори, поединечни приватни компании, каде што имаат доста работници на црно, имаат доста работници кои што работат за дневници или надница, имаме доста неосигурани работници каде што тоа го дознаваме од кој ќе имаме некоја повреда или во крајен случај несреќа при работа со жртва. Свесно или несвесно оваа држава ги избрка градежните работници. За една година имаме 12.622 помалку работници токму во секторот градежништво. Драстично поскапување на становите изминатиот период немаше само во Скопје, туку и во сите градови низ земјава. Стамбениот квадрат во Скопје од година в година е се поскап, а станови посебно на добрите локации нема ни за лек. Високите цени градежниците ги правдаат со поскапите репроматеријали, иако тие се очекува веќе од наредниот период да бидат поевтини. Според одобренијата за градба, само годинава најмногу станови ќе се градат во Карпош, над 500, во аеродром над 250, а најмалку ќе се градат во центар околу 100. Слична е и бројката на нови станови во Кавадарци, Дојран, Охрид и Струга. Инаку само од почетокот на годинава издадени се близу 200 одобренија за изградба на стамбени единици на територијата на цела Македонија, и тоа во вредност од 100,4 милиони евра.